песни гордо пееме. Почитувани наши слушатели и гледачи на програмата во Фокус, со мене Силвана Павловска, добар ден и пријатен ден ви посакувам. Ја слушнавме песната Велат не нема во изведба на Владко Миладиновски, кој во 2018 година ја доби првата награда од публиката на фестивалот Гоце Фест. Текстот на песната го напиша Крстен Наумовски мечкар од Мелбурн, Австралија. Музиката е на Тоде Новачевски, кој нажалост не е меѓу нас повеќе, аранжманот е на Златко Миладиновски, братот на Владко Миладиновски. Оваа иста песна беше изведена на 25 декември 2022 година во Беломорска Македонија пред огромен број македонци, наши браќа и сестри. Сметам дека со обзир на тоа дека се ближи 4 февруари, денот на раѓањето на Гоце Делчев во 1872 година, ден мощно значителен за нас македонците во татковината и во светот, и затоа ја пуштивме оваа песна. Повод овој голем ден за македонците и други теми ми причинува големо задоволство и почит да ви го представам нашиот посебен гостин, а тоа е професор доктор Љупчо Ристовски, председател на Македонска конзервативна партија Интегра во Македонија. Господинот Ристовски е високо образовано лице, дипломиран економист, доктор на политички науки и доктор по теологија. Тој е автор на неколку трудови по меѓународната политика. Добре дојдовте на програмата во Фокус со Силвана Павловска од Мелбурн, Австралија. Добро ве најдов и поздрав до вашите гледачи и слушатели. Каков човек бил Гоце Делчев? Во наредните неколку минути би сакала да се осврниме на една статија на Блаже Миневски, напишана во Нова Македонија, првиот македонски дневен весник, во 2019 година, каде пишува, и цитирам: според спомените на неговите современици, Гоце Делчев бил човек што ги пленел луѓето со својата преданост, добрина, искреност и срдечност. Секогаш почнува прв во разговор, а ти го гледаш и се влюбуваш во гласот. И гласот те допира право во душата, во најнежните струни. Те прашува како си, со една блискост, со едно сочувство, што те тера да веруваш дека тој веќе се ти видел во душата и се возбудува заедно и еднакво со тебе. Пишува Климент Шапкарев во спомените. Според Димо Хаджидимов пак, Гоце најмногу се вознемирувал од предавството, велики дека развратници се тие што се служат со презрени и осудени од нас предавници и блудници, кои згоре на тоа ги прогласуваат за представници на кнезот и рускиот цар. Крај на цитатот. Гоце рекол, цитирам: смислата на животот не е да јадеш, да жувуркаш и да умреш. Гоце бил бистар, кристален горски извор од кој бликнала љубов за секој човек. Тој беше постојано срдечен, јасен, отворен, пишува Шапкарев. Никогаш не глумеше, никогаш не позираше, не се фалеше. Само еднаш се фотографира со чета
и тогаш во последниот ред и со големи молби и навалување на другарите. Гоцевата душа мечтаеше за слобода и за безгранична љубов меѓу луѓето. Гоце во душата носеше големо знаме, знамето на апсолутна слобода, на безгранична љубов, но со пушка на грбот. Се разбира, слободата никој не ја дава за џабе, велеше. Слободата мора да се освои, цитирав. Неговите идеали се идеали на сите македонци. Во спомените на Димо Хаджидимов пишува дека Гоце е единствен меѓу водачите на македонското ослободително дело, што се издигна над сите, како по своите револуционерни сваќања, така и по својата практична работа за делото на организацијата со која за секогаш го сврза своето име. Исто така, тој е најпопуларниот македонски револуционер, а тоа не се должи на она што е напишано за него по смртта од негови случајни соработници, кои сакале да се рекламираат главно себе си, туку на една континуирана дејност, упорна и распространета низ целата македонска територија. И спомените на Димитар Влахов потврдуваат дека Гоце говорел убедливо и ги пленел слушателите со својата добрина, искреност и преданост. Во својата револуционерна дејност, Гоце се раководеше од една мисла. Македонскиот народ да биде организиран и вооружен, за да може во одлучувачки момент, како еден да се крене на востание, да ја собори тиранијата и да се ослободи. Како непријатели на Македонија, Гоце не ги гледаше само турските султани и паши, не само европските дипломати и империалисти, не само балканските окупатори и монарси, особено бугарските власти и дворецот, кои секогаш ги искористуваа страдањата на македонскиот народ за своји државнички и династички цели, туку непријатели на македонското ослободително движење. Тој гледаше и во македонците што им служеа на бугарските влади и на дворот. Затоа за него, како за ретко кој може слободно да се каже дека падна за слободата на македонскиот народ и за остварувањето на политичката автономија на Македонија. Гоце беше човекот што со голем хероизам го штитеше македонскиот народ, а неговите идеали се идеали на сите македонци. Тоа беше напишано од Блаже Миневски за весникот Нова Македонија во 2019 година. На 4 февруари, за некој ден, ќе го прославиме роденденот на Гоце Делчев. Господине Ристовски, како оваа година македонскиот народ ќе го прослави роденденот на великанот Гоце Делчев во Скопје? Ќе има ли инциденти, ќе има ли притисоци од соседите кои што во последно време на нивен агресивен начин вршат притисоци врз властите и врз македонскиот јазик? Кој е вашето мислење? Кој е вашиот став и ставот на Интегра? Вакви настани логично е да бидат повод за сеќавања, за убави спомени, да се сочува споменот на нешто што било големо во македонската историја. Гоце Делчев заслужено го носи епитетот на апостол на македонската револуционерна борба. Тој е темелен фактички во фундаментот на современата македонска држава. Споменот кој што македонскиот народ го негува за Гоце Делчев е чист македонски. Многумина го оспоруваат не само него во континуитет ги оспоруваат сите ликови
кои што се повод за македонците да се сметаат за големи. Ако се сеќавате со Преспанската спогодба, ние древниот период од Македонија, тој антички период, Филип Македонски, Александар Македонски, им ги препуштивме на грците. Со тоа брендот Македонија премина во Грција. Да, Монополот на терминот Македонија во дадениот момент го има Грција. Исто така и монополот на придавката македонски го има Грција. Никаде на државно ниво не може да сретнете чисто Македонија или придавка македонски, во ниту еден официјален документ на државата. Ниту во изводот од матична книга на родини, на венчани, државјанство, лична карта, пасош. Никаде немате придавка македонски. Немате придавка ни на свидетелствата, ни на дипломите. Едноставно, придавката македонски се избриша, сакајќи да се избрише македонското од Македонија. Јас во една прилика скоро споменав дека сите ја сакаат Македонија, ама да не е македонска. чија е? И вината за сето тоа е кај нас, односно кај властите кои што ги бираме изминативе 30 години. Нивната неумешност, можеби и зла намера, можеби подкупливост, не може да анализираме во дадениот момент, можеби сето тоа заедно, допринесе коцка по коцка да се склопи мозаикот во кој што Македонија од ден на ден е се пообезличена, станува немакедонска. Со спогодбата за Бугарија го губиме средновековниот период. Значи, покрај Филип Македонски и Александар Македонски што ги дадовме на Грција, Самуил го дадовме на Бугарија, Кирил и Методи, а со тоа Климент и Наум, исто така отидоа кај Бугарија, и во суштина на сцена е бришење на сериозни фази од македонската историја. Сега нарете и линденскиот период, таа голема славна епопеја, која што во суштина е круна на вековната борба на македонскиот народ за своја национална слобода, која што продолжи во периодот меѓу двете светски војни за време на Втората светска војна, заврши нели со создавање на Македонија, на Република Македонија во составот на Југословенската федерација. Со уставот 46 година ние таму станавме рамноправна република, односно држава во состав на Југословенска федерација. И тогаш Македонија беше дефинирана како држава на македонскиот народ и македонскиот јазик беше признат како еден од државните јазици на ниво на Југославија. Сега со потпишувањето на согласноста за прифаќање на францускиот предлог, во суштина повторно македонското собрание, значи повторно македонскиот народ со своја согласност се стави јамка околу вратот, иако сите предупредуваа. Ние бевме најгласни во Простете, се извинувам, може ли да го пуштите микрофонот? Се исклучи во меѓувреме. Микрофонот. Дали е во ред? Сега е во ред, да, благодарам. Јас не знам која последна реченица слушнавте, но со францускиот предлог, кој што Македонското собрание го одобри, во суштина ние одобривме внесување на многу критични билатерални прашања со екстремистичките власти на Софија и Бугарија да влезат во преговарашката рамка со Европска унија. И внимавајте, сите земји членки ја одобрија таа преговарашка рамка во која што ние се согласиме да се ставиме јамка околу вратот. И сега што се случува во дадениот момент? При сите разговори и преговори со Европската унија, Бугарија ќе има право во суштина да става вето буквално на секое прашање кое што е од историско и државно значење за нив.
Да, и тоа веќе тие Стотици го имаат години. кажано во јавноста. Да, на нивните Да. програми. Да, го имаат објавено. Стотици години наназад, ние не сме успеале да се спогодиме со Бугарија. Не успеало да дојде политичка гарнитура со тој краток период на Ѓорги Димитров, со која што ќе може тие да ја погледнат вистината во очи и со која што ќе можат да се носат со незината тежина. Но внимавајте, веројатно Социјалдемократскиот сојуз, предавнички структури во опозицијските партии, меѓу кои особено во ВМРО ДПМН, во изминатиот период, со своето делување и активности дозволија да бидат оценувани и да бидат ставени во ќош, буквално, за да дојдат на власт, да мораат да коленичат пред Али Ахмети, пред Дуи и пред албанскиот екстремизам во Македонија. И пред меѓународната заедница да ги прифаќаат отстапките какви што беа со Преспанската спогодба, отстапките какви што беа во Бугарската спогодба, каде што во тој фамозен член е спомената заедничка историја со Бугарија, што е повторно јамка околу вратот, која што еве денеска ни се свети. Да. И ние сега во суштина, во континуитет, вршиме, да не речам, државотворно самоубиство. Затоа што со ваквиот модел и со ваквиот концепт Македонија ќе остане навистина географска одредница, ќе остане територија на безимени граѓани, во која што македонците ќе станат заедница една со сите, ќе исчезне македонски народ како кованица, ќе исчезне државотворниот карактер на македонскиот народ, ќе исчезне политичкиот суверенитет на македонскиот народ во име и за сметка на државата Македонија. И ние ова не го сваќаме сериозно. Јас долго време предупредувам на овие процеси, но народот како да е деморализиран, народот како да е анестетизиран, се уште е во заблуда со двете партии од македонскиот политички блок, Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН, за кој што јас сум убеден дека ако продолжат да владеат, од една страна албанските екстремизми ќе растат, затоа што тие суверено, еве 20 години наназад, со 20 албански пратеници во македонски парламент од 120, во кој што предпоставено треба да се 100 македонски пратеници, тие суверено владеат. Во дадениот момент тие имаат, да не речем, повеќе од половина владата во Република Македонија. Значи, тие имаат повеќе министри него што имаат македонците во владата. Процентот на албанците во државната администрација веќе се доближува до 50%. Значи, нивната суверена позиција добива статус на монопол заради поданичкиот однос и на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО ДПМН, за да дојдат на власт, наводно мораат да соработуваат со албански екстремистички партии, затоа што еднава партија потпишала мајски договор, таа е ВМРО ДПМН, и се согласила дека при секое формирање на влада мора да земат во предвид најбројната политичка партија која добила мандати кај албанскиот политички блок. Тоа вообичаено досега во изминативи години била ДУИ. И затоа и едните и другите коленичат пред ДУИ, и јас тврдам дека се додека македонскиот народ ги гласа Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН, во Македонија ќе владае ДУИ и Али Ахмети. Екстремизмите ќе растат од една страна, домашните екстремизми на албанските националисти, но од друга страна ќе растат и ќе се зголемуваат апетитите на соседите и нивните екстремистички позиции ќе стануваат се потврди. Во случајот сега Софија е на сцената и Бугарија. Значи, следниот чекор кој што тие го имаат за намера е да ни го земат илинденскиот период, затоа му закачија преображенско востание, па и Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН во вордингот почнаа да го внесуваат зборот преображенско востание. Кој збор? Не ве слушнавме добро? Повторете го. Преображенско. Преображенско. Да, востание. Значи, во дадениот момент, ние имаме изразито неповолна ситуација.
Значи, Македонија е зачекорена длабоко во жива кал, и ако македонскиот народ во периодов пред нас продолжи и понатаму довербата да ја дава на овие две политички гарнитури кои го играат тангото со ѓаволот, Социјалдемократски сојуз и ВМРО ДПМН, јас ви гарантирам дека повеќе, јас одамна го говорам тоа, нема да остане ниту М од Македонија. Македонија ќе стане една безимена творба на граѓани, во која што македонци, албанци, турци, срби и така натаму формирале држава. Македонскиот народ ќе го изгуби приматот во член 36 од Уставот, каде што е дефинирана оваа државна творба како круна на вековната борба на македонскиот народ за национална слобода, самобитност и своја држава. Понатаму македонскиот народ нема да го има приматот во оваа држава. Македонскиот јазик нема да го има приматот на единствен државен јазик во домашна и меѓународна комуникација. Со влегувањето на бугарите во Уставот, понатаму правата ќе прогредираат, тие веќе влегуваат во делот на медиумите, ќе им се отвори патот во делот на образованието, уште од градинките, основно образование, средно и високо образование, и процесот на асимилација кој што тие го правеа во пиринскиот дел, ќе продолжи сега на домашно тло. И со ваква слаба држава, со вакви слаби влади, зависни и уценети од албанскиот екстремизам во Македонија, тешко дека ќе можеме да го сочуваме македонското во татковината Македонија. И тоа е во демисија, едноставно во екзит фаза. Значи, замислите, вие Македонија да постои како држава во која што македонскиот народ не е државотворен народ и носител на клучен носител и столб на политичкиот суверенитет. Тогаш македонскиот народ нема своја татковина. Че ние ќе живееме на оваа територија како на некоја територија која што нема своји национални обележи. И сега, внимавајте, на глобален план, на меѓународен план, неолиберални тенденции, глобалистички тенденции, веројатно им комбинира една ваква состојба. Тие имаат своји поданици во Македонија, да не речем вазали, и Македонија лека полека ја престројуваат во граѓанска држава, како еден вид на експеримент. А ние сите внатре како заморчиња во експериментот. Значи, нивната цел е, веројатно, проценката во нивните болни умови е дека македонскиот народ, како носител на државност и политички суверенитет на територија, предизвикува потреси на Балканот и во регионот. Затоа што тоа и пречи на Грција, тоа и пречи на Бугарија, пречи и на некои српски националистички кругови, пречи на албанците дома и надвор. И во суштина, поради слабата власт во Македонија и немањето државно лидерство во изминативе 30 години, од Маштрав, тие процениле дека Македонија е слаба и тие ќе притискаат таму каде што може полесно да се скине и тоа да го прогласа за своја дипломатска победа. Процениле дека македонците се слаби, нема доволно сила да се изборат со грчкиот екстремизам, со бугарскиот екстремизам, со албанскиот екстремизам дома, и подобро е да го згаснете македонското, да ги задоволите апетитите на овие екстремизми, македонците да ги направите едни од сите и да нека си се викаат македонци они за домашна потреба, само во својот татар, само за под дома. Надвор од таа држава, како во екс-Југославија, не може да излезете како македонци, туку како југословени. Во суштина сега се пресликува, да речеме, кантонална Швајцарија. Че ако Македонија ја направите територија без национално обележје и без носител на политички суверенитет на македонски народ како ентитет во етничка смисла, вие во суштина ја препуштате територијата на сите останати. Јас често пати правев паралела, илустрација со општествената собственост во екс-Југославија, во комунизмот,
знаете дека таа беше сечија и ничија. Ако Македонија ја оставиме да биде сечија и ничија, како што исчезна општествената собственост, сите и се накомија, како мршоја да ја разграбија општествената собственост, така сите ќе се накомат нова територија и ќе ја разграбат. Исчезна општествената собственост, ќе исчезне и македонскиот народ и ќе станеме како курдите без своја држава и без своја слобода. Да. Значи, ние сега го знаеме концептот, го знаеме моделот, дека сите ја сакаат Македонија, ама да не е македонска. Значи, да биде сечија и да биде ничија. Ако го знаеме овој модел, а Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН не успеваат 30 години да воспостават една национална државна стратегија со која што ќе го сочуваат македонското во татковината Македонија, тогаш што ни останува нам како решение? Нам како решение ни останува тие две политички гарнитури да ги изместиме од доската, од тежиштето, од таа монополска позиција, македонскиот народ масовно да излезе од тој аквариум, од таа црно-бела слика, дека само тие две партии може да водат држава и да ја дадат довербата на нова политичка визија, на нов политички субјект, на нови ликови во политиката, на кој што им гори срцето за татковината и за својот народ македонски, кој што има доволно од духот на Гоце Делчев, космополитски, од духот на Филип Александар Македонски, да почитуваат секоја душа човечка која што е родена, чекори и твори нова парче света македонска земја, вклучително и албанската етничка заедница и останатите малцински етнички групи. Впрочем, ние македонците немаме проблем со никого, а сите имаат проблем со нас. Зошто? Заради тоа што ние сме се дрзнале себе си да се наречеме македонци и да се чувствуваме во етничка смисла како македонци. Зашто тоа е највисоко национално чувство. Од тука, пораката која што сакам да ја пратам е дека доаѓа време кога македонскиот народ мора да созрее за промени, радикални. Независно од моделот на политичкиот систем, изборниот закон. Значи, независно од монополите на овие две политички партии, независно од било што, старата слава на овие две партии поминува. Затоа, ова е добра прилика, во предвечерието на 4 февруари, ја повикувам диаспората или македонците иселеници низ светот, најеминентните меѓу нас македонците, кои што надвор успеале да седнат, да се здружат и да размислат сериозно дека без нивна помош и поддршка македонците во татковината, македонскиот народ дома што е останат, ќе нема сила да се избори да ги направи тие промени и да го сочува македонското во татковината Македонија. Значи, има сериозен притисок периодов месециве наназад, за во месециве пред нас да се притисне околу уставните амандмански измени. Се шпекулира дека веќе се притиснати уценети или купени дел од претениците на ВМРО ДПМН и повторно се спрема ново велепредавство. Тие ќе го објават по плаштот дека не е голема греда да влезат бугарите во уставот, но покрај тоа ќе се протнат нови моменти кои што ќе значат понатамошно деноминирање на македонското во татковината Македонија, ќе се цели преамбулата на уставот, каде што Македонија е се уште дефинирана како држава на македонскиот народ и на делови од други народи, албанци и така натаму, и се уште стои членот 36 во уставот. И тоа им боде очи и на грците, им боде очи и на бугарите, и веројатно глупоста на овие две партии, Социјалдемократски сојуз и ВМРО ДПМН, нивната зависност и оценетост од албанскиот екстремизам за да формираат влада, ќе доведе до понатамошно детериорирање на македонскиот национален интерес во својата татковина Македонија. И сега внимавајте, ако Македонија остане како една безимена творба, сечија и ничија,
Ако македонскиот народ го изгуби статусот на држава отворен и носител, основен носител на политички суверенитет, тогаш ние македонците остануваме без своја татковина. И тогаш нова генерација македонци ќе треба да земе оружје во рака за да ја врати назад слободата и статусот кој што го имале кога нашава генерација надустри во политиката од Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН дозволиле при 100 пратеници македонци потенцијално 20 пратеници албанци да ги притиснат и да создадат рак рана да албанскиот екстремизам ги поттикне и бугарскиот и грчкиот екстремизам и се подјадне македонското во татковината Македонија. Значи јас неколку пати ја повторувам тезава за да мојот народ свати, за да македонците и селеници ни свето сватат дека е дојдено нож до грло. Значи, буквално се наоѓаме пред исчезнување. Не е сеедно, нека размислат зрело. Да го имате статусот што го имаат курдите денес, да се народ без држава и без своја територија на која ќе имаат држава. Од тука немаат ни слобода, тие се номади. Да. Македонците треба да се замислат дека Македонија оди во таа насока. Ако дозволиме македонскиот народ да станеме номади во својата татковина, да нема ниту едно државно обележје кое што ќе не карактеризира како македонци, со македонско во нас. Повторувам, ниту пасош, ниту лична карта, ниту извод од матична книга на родени, ниту извод од државјанство, ниту свидетелство, ниту извод од венчани, ниту диплома. Никаде нема дека ние сме македонци. Никаде нема. Дури со Преспанската спогодба, тогашниот министер Димитров, дополнително прати писмо до Атина со кое што nationality како фраза го преведуваат како државјанство, односно граѓанство, граѓанин на. А во главниот клучен речник за политички науки, земете го Харвард, земете го Колумбија универзитет, nationality, првото толкување е врзано за нацијата. Политичката нација, но и етносот. Народот кој што е носител на политичкиот суверенитет. Второстепеното значење, помалку важно, е дека е и граѓанскиот дел, односно државјанството. Ние сега му даваме примат на граѓанското и на државјанството, сакајки да се избегне овој национален етнички момент за македонското во татковината Македонија. Значи, секој пат да имате во предвид ситуацијата дека Македонија сите ја сакаат без да биде македонска. Да биде безимена територија, географска одредница, дека тоа и нашиот министер, оној дустер од министер Бујар Османи, вели дека Македонија било географска област, територија, и дека не можеме да ја врзуваме за етнос. Од тука, тој сам ни вели дека не постои етнос кој што има своја држава, а се нарекува македонски народ. Очигледно дека Значи, тој внимавајте. не се чувствува како лице што живее во Македонија. Не. Тие, освен Албанија и Косово, и албанското во Македонија не го гледаат македонското. Тоа заборавете го. Никаков соживот не донесе Охридскиот рамковен договор. Донесе пазар на сцената. Донесе бројки. Донесе дискриминација на македонците во средините каде што доминантно живее албанската етничка заедница. Да. Значи да не си гаиме илузија, ниту Охридскиот рамковен договор, ниту Преспанската спогодба, ниту Бугарската спогодба донесува соживот или мир, добрососедство и пријателство со грците и бугарите. Значи ниту соживот со албанската етничка заедница, ниту добрососедство и пријателство со бугарскиот народ и со грците. Значи напротив се извор на сериозна конфликтност. Конфликтноста во македонското општество се зголемува после Охридскиот рамковен договор, независно што привидно е мирно, затоа што сега има тие монополска позиција и за формирање на влада, и за водење на влада во X министерства, и за врзани подписи во влада,
и за управување на буџетот преку Министерството за финансии, и со управувањето со сите национални ресурси во Македонија преку Министерството за економија. Да. Значи, ние имаме сериозно назадување и во делот на управувањето на државата, и затоа Некна Ахмети јавно вели дека македонците го живеат својот сон и најубавиот период во Македонија. Зашто? Затоа што тие се ја Јаша ја Паша. Прават што сакаат. Појдете во Тетово, Гостивар, Дебар, Струга, Кичево, седнете во ресторан или појдете во продавница, никој нема да ви даде фискална сметка. Тоа значи дека данокот во оваа држава доминантно го плаќаат македонците, а 50% од администрацијата се од албанската етничка заедница. Внимавајте дека има и други етнички заедници, од тука македонците стануваат малцинство и во државната управа, во државната администрација, како што се малцинство во моментот во владата. Не само Значи, тоа. сега ја соголувам вистината, Да. вистината ја соголувам до крајни граници, можеби малку и ја заострувам во вордингот, за да се обидам по кој знае кој пат да пробудам ревност кај македонците и селеници низ светот, дека сме во една сериозно критична фаза од нашиот развој и постоење како држава, но и постоење како народ. Се уште сме разединети и дома и надвор. Се уште немаме замаец кој што може да покрене македонско национално единство, нито пак катализатор да го забрзат тоа македонско национално единство. Значи, се уште имаме отпор, внатрешен отпор, се уште имаме преголемо триење внатрешно македонско, кое што во суштина го рони македонското национално ткиво. Тоа крвари, македонскиот национален организам е болен, значи на болничка постела е, и ако не се свестиме да се седне, да се направи еден обид, финален можеби, за едно се македонско национално пробудување, едно се македонско национално обединување, просветлување, и ако не преземеме нешто во смисла на промена на политичките монополи кај македонскиот политички блок во татковината и ги тргнеме од сцената Социјалдемократски сојуз и ВМРО-ДПМН и изнедриме нов политички субјект кој што е чист, чесен, кој што има образ, кој што има љубов за својот народ и за својата татковина, кој што знае и умее како да ја ресетира татковината и како да го постави на пиедестал статусот на македонскиот народ како клучен носител на политичкиот суверенитет и да го оствари тој политички суверенитет на цела територија на Македонија, а без при тоа да направи потреси, внатрешни, етнички, било какви потреси, че има начин како економски да ја крене татковината, како да едноставно се изнедри творечкиот потенцијал на секоја индивидуа во македонската држава, не само од македонскиот народ, албанската етничка заедница и останатите малцински етнички групи, че има начин како да се смени фокусот на вниманието, на водењето на сите државни политики. Се престројуваат генералните цели и задачи, се прават нови стратегии и политики, нови мерки и инструменти на политиките, и творечкиот потенцијал на секоја индивидуа ќе биде во фокусот на секој поединец, на секој семејство, на целата држава. Државата, како државен апарат, мора да се престрои, ние често пати велиме, да подметне рамо, да подаде рака, да го крене својот народ, да ја крене секоја индивидуа која што има желба да го достигне стандардот од западните просперитетни нации, но од дома во татковината. Визијата на Интегра Македонска конзервативна партија е голема. Е многу моќна. Но се бориме со моќни монополи на политичката сцена, кои ги гарантира законот. Ја често пати вела, монополите во економијата се кривично дело. Имате закон антимонополски, така имате антимонополски институции. А во политиката е оставено така.
на времето. Значи, оставено е монополите да си газат, да си тераат. 97% од медиумскиот простор во кампања отпаѓа на две партии во македонскиот политички блок и една кај албанскиот политички блок. Дури таму кај нив имат поголема шареноликост. 97% отпаѓаат на неколку партии во македонскиот политички блок. Вие да сакате да платите, нема да добиете минутажа на телевизија, тука сте невидливи на политичката сцена. Јас ви благодарам што е вашиот медиум и неколку други медиуми од Австралија, значи од Америка, се обидува да го отворат јавниот простор и да ја пренесат нашава политичка визија, нашава мисла. Ние наназад неколку години сме конзистентни во своите ставови. На почетокот трпевме обвинувања вакви или онакви, но еве времето покажува кој бил, што бил и зашто бил. Значи, Интегра Македонска конзервативна партија од самиот почеток од своето основање до денес е конзистентна, сврста во делот на прогредирање на македонскиот национален стратегиски интерес во татковината и надвор. Јас, за ваша информација, не знам колку следеа македонците селеници низ светот. Пред отприлика 2 месеци бев во Америка, бев гостин на Сенатот, имав говор во Харт Сенат билдинг на еден неформален настан, имав говор на легислативниот самит. Значи, можеби сум еден од ретките македонци кои што беа удостоени и добиле почест да говорат во Сенатот на Америка. Ги имате видеата на Facebook, каде што е јасно, чисто, гласно, без двоумење е објаснет македонскиот национален стратегиски интерес како примордијална генерална цел во татковината Македонија. Оти ако македонците го немаат остварено соно за своја татковина, ќе се породи радикален македонски национализам од кој повторно ќе се тресе Балканот. Нема да има мир. Тие имаат замена на тези. Овие глобалистички неолиберални тенденции тврдат дека со гаснење на македонското во Македонија ќе се смири Балканот и регионот. И дека ќе влеземе во Европа како безимена држава на граѓани и дека ќе нема македонско обележје на ниво на државата Македонија, така ќе се смират грците, бугарите, албанскиот екстремизам и така натаму. Таа замена на тези ние ја рушиме. Значи, со оној дел во американската политика, кој што се национал-суверенистички, тоа е оној конзервативниот дел. Јас бев гостин на такви организации, се видел со неколку сенатори таму, меѓу кои со Мишел Бетмен, која што е легенда на конзерватизмот. Таа беше кандидатски председател 2012 година. Таа беше во неколку наврати конгресмен, сенатор. Една прекрасна особа, мајка на 5 деца, изразито конзервативна, верна во Бога, библиски настроена. И таа е основаш на Tea Party, на Чајанка движењето, кое што е многу моќно, кое што е десно, конзервативно, национал-суверенистичко движење. Се видел со Сем Браунбек, сенаторот, се уште неколку Џон Хејс, се уште неколку сенатори во Америка, кои што се од овој конзервативниот дел, кои што се верни во Господа и кои што за волја на вистината ме удостоија со Македонија. Надписот, секаде каде што јас говорев и гостував и каде што бев гостин, пишуваше Македонија. Никаде не стоеше Норд. Знаејќи дека тоа е навредливо за мене и од почит према мене и према партијата Интегра, тие едноставно не удостоија со Македонија. Јас им ја објаснив ситуацијата во Македонија со екстремизмите на Софија во дадениот момент и со претходните екстремизми на Грција. И внимавајте, тие ги знаеа овие состојби и апсолутно за нив национал-суверенизмот е нешто кое што дава стабилност на државите и тој бран на конзервативни партии веќе е заплеснат во Европа. Јас во неколку наврати на нашата официјална Facebook фан страница на партијата, Интегра Македонска конзервативна партија, на кирилица кога ќе куснете, и на мојата лична фан страна, Љупчо Ристовски на кирилица, објавувам дека во Финска, во Норвешка
Еве во Италија видовте, во Португалија, веќе десните национал-суверенистички конзервативни партии се во сериозен подем. На сите анкети одат нагоре. Јас очекувам дека тој бран ќе ја заплесне Европа и на следните избори за Европскиот парламент, веќе нашата групација, таа ECPM, каде што Интегра е членка, European Christian Political Movement, кој што се во коалиција со европските конзервативци реформисти, European Conservatives and Reformists, дека ќе добијат значајно силно влијание и дека десните доминантно конзервативни партии, национал-суверенистички, ќе издоминираат во Европскиот парламент, тогаш настанува пресврт на политиката на европската сцена. Тогаш Македонија ќе може и побрзо да прогредира и притисоците врз македонското во Македонија сериозно ќе се намалуваат, но за тоа ќе им треба партнер во Македонија од овој десен конзервативен мејнстрим, кој што се национал-суверенистички, како што е Интегра Македонска конзервативна партија, со кој ќе може да соработува и заедно да ги спроведеме овие државнички идеи. Македонија има перспектива, но ние сега треба да го сопреме овој бран, да го сопреме овој процес на детериорирање, на деноминација на македонското во Македонија. Ке мора брзопотезно да интервенираме, ке мора македонците селеници на светот, особено тие што се моќни и просперитетни, да застанат зад новава политичка визија на Интегра, да ја поддржат истата, да најдеме начин да го кренеме овој политички субјект на македонската политичка сцена, доволно влијателно, за да не можат понатаму да мешетарат со македонското во татковината Македонија. Значи, јас, ако приметувате, ги бирам зборовите, ја мерам нивната тежина и ги ставам на правилно место, обидувајќи се да извршат влијание македонците и селеници во светот да се свестат дека не одиме во добра насока и дека, според Ајнштајн, најголема глупост е и понатаму да поддржуваме и да се надеваме на луѓе кои што еднаш не внеле во проблем и донеле на ивица на провалијата, истите тие луѓе со истите тие нивни идеологии да не излечат од таа провалија. Значи повеќе, упатувам апел. Сакате земете ја како порака, поука, опомена, изобличување во правда и правишност. Заборавете ги повеќе Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН. На вашите роднини, пријатели и познати во татковината Македонија. Упатете им порака дека повеќе тие две партии не смеат да припарат до власта. Значи, мора да се отвори нова перспектива за Македонија. Сватете го ова најсериозно. Ние го живееме тоа овде секојдневно. Верувајте ми на зборот што ви го кажувам. Ако ВМРО-ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз и понатаму останат на власт со нивните монополски позиции, уцените на албанскиот екстремизам ќе бидат уште посилни и помоćни. Тие ќе зависат за формирање на влада од нив. Значи, тоа е еден опасен преседан. Тоа ќе ги поттикнува екстремизмите на Софија и на Атина и на соседството. И тоа се ќе биде бреме за македонскиот народ во татковината Македонија. И јас сега ќе ви кажам уште една ситуација. Значи, се очекува наскоро томосот за Македонската православна црква од Цариград. Овој бран на признавања од Србија, од Софија, сите се условени. Значи, кондишинали. Тие се условени во делот на името да се усогласиме со Грчката православна црква. И внимавајте сега, според моите инсайдерски информации од Синодот на Македонската православна црква, јас ова сум го говорил во неколку наврати. Значи, томосот од Цариград ќе биде обезличена Македонска православна црква, Охридска архиепископија, Македонска православна црква ќе исчезне како кованица, ќе остане само Охридска архиепископија во согласно со повеќето владиците во Синодот. Значи, ќе биде само Охридска архиепископија, ќе нема Македонска црква, но вториот дел кој што е исто така страшен е што според нивните канони на Цариград,
донесени уште во, мислам дека 168 година во Никеја, сите што добиваат канон од Цариград се должни своите имоти во диаспората, че надвор од државата Македонија, да ги дадат во владение на Цариград, односно на грчкото влијание во Цариград, и оттука секаде каде што имаме македонски цркви, кои што се во собственост на Македонската православна црква, дали е тоа Мелбурн, Сиднеј, било каде во Австралија, Америка, Европа, ќе исчезне Македонска православна црква од надписот, владението ќе го имаат владиците од Цариград, нашите ќе бидат само спотер, ќе добијат одредени термини за свој литургии и богослужби на свој јазик, но никаде нема да стои македонско обележје во црквите. Никаде ќе го немате националниот символ, нели сонцето од Кутлеш, националниот символ на македонскиот народ, буквално ќе биде избришан од сите храмови на Македонската православна црква. И сакам ова предупредување да го сватите многу сериозно. Значи, сигналите и најавите се дека следното премрежје пред уставните амандмански измени, кои што ќе бидат наредниот потрес и финалното бришење на македонското од Македонија, ќе биде потресо со издавањето на Томосот од Цариград. Сите ќе го книжат тоа како успех, демек сме влегле во канонско единство со православниот свет, независно што не сме македонска црква и така натаму, а внимавајте, Српската црква не призна, заедно со црквата на Вранишковски, која пак е македонска православна црква. Дали знаете дека сега тие заедно сослужуваат? Сега имаме две цркви. Да. Не е само Охридската архиепископија, тука и Македонската православна црква на Вранишковски. Да. Која не згасна. Напротив, го признавме неговиот статус на, внимавајте, епископ. Српската православна црква ја смета оваа територија за епископална нивна составна територија, во состав на нивната Српска православна црква. Да. Сега во јавноста имате многу спинувања, многу нејасноти кои што се испровоцирани и од молкот на архиепископот, од молкот на владиците, од молкот на синодот на Македонската православна црква, но верувајте, можеби и тие се под уцена. Не знам што се случува таму внатре, но тоа е следниот предизвик на ниво на закана, кој што, внимавајте, е следниот идентитетски столб духовноста на македонскиот народ. Ако преку името се дирна идентитетот во етничкиот контекст, во потеклото на македонскиот народ и бришење на македонско од Македонија, бришење на македонската историја, вела сме го сочувале македонскиот јазик, но внимавајте, при овие амандмански измени, албанците ќе бараат тоа да се призне во устав. Дека официјален втор јазик е албанскиот јазик. Да. И во суштина нема да послушаат Венецијанската комисија, која што вели дека македонскиот јазик треба да се издигне на ниво на државен јазик. Да. А официјални јазици се друга категорија. Но тие ќе бараат албанскиот јазик да биде и за меѓународна употреба. Тоа ќе биде следниот притисок. Да. Значи, по сите основи, македонското се детериорира, се притиска, се симнува на пониско скаливо, на пониско ниво. И внимавајте сега, многу ботови на социјалните мрежи, место да ја убијат веста што јас ја носам на јавна сцена, тие сакаат да го убијат вестителот, тој што ја носи веста на јавна сцена, затоа што луѓето не сакаат да слушаат негативни работи, не сакаат да слушаат лоши работи. Знаете, сакаат да носат розови очила и да се надеваат и мислат дека па добро и вака. Не е добро. Јас сум поборник на соголување на вистината, на соочување со реалноста, колку и да е болна, колку и да е критична, јас сум убеден дека секогаш има излезни решенија. Ако добро сме ги изанализирале состојбите, и Ајнштајн ако вели 95% од времето треба да го употребите за анализа и навлегување длабоко во коренот на проблемот,
тогаш останатите 5 минути ви се доволни за да најдете сијасет на решение. И Значи, оваа решение. наша политичка анализа е многу сериозна, многу длабинска, е систематизирано знаење и од областа на политичките науки, политичката емпирија и искуствените, значи, практики што сме ги имале на домашната политичка сцена во изминативе 30 години, точно анализава навлегува длабоко во поривот на екстремизмите во Софија, Тирана и албанскиот екстремизам, да ја имаат Македонија без македонското во неа. И јас сум убеден дека коренот на проблемот е тоа, и коренот на проблемот на следниве уставни амандмански измени ќе биде преамбулата и кованицата македонски народ и член 36 во уставот. Нели, круна на вековната борба на македонскиот народ за национална слобода, своја самобитност и држава. И симнувајќи го македонскиот народ подолу на тоа скалило, како уставна категорија, вие во суштина ги прогредирате сите останати и ги правите рамни едни на други. И од тука многу се јасни решенијата. Решенијата е да започнеме обратен процес. Да се даде довербата на политичка сила, која што ја има визијата да го врати македонското национално единство на сцена, која што има доволно силна и моќна политичка реторика, да го придобие македонскиот народ, македонците селеници низ светот, да застанат партнерски во полулидерски капацитет, да го исцелиме раскавареното македонско национално ткиво, да го оздравиме македонскиот организам, да се сплотиме како македонски народ, да си ја сочуваме татковината и да отвориме перспектива за нашите деца, за нашите внуци, за генерациите после нас. Јас во X наврати велам, не смееме да дозволиме да бидеме најслабата генерација македонци во историјата на постоењето, која за само 30 години ја изгубила татковината. Ја изгубила својата национална слобода, самобитност и државност како народ. Ќе бидеме единствен народ за срам на планетава Земја, која што ни била дадена држава и слобода, национална слобода 30 години, и само за 30 години сме успеале да внесеме во жива кал татковината, да изгубиме слободата и со тоа да ги внесеме нашите деца и внуци во робство. Ниеден македонец кој што е иселен надвор од Македонија нема да ја чувствува својата слобода во тамошната држава, ќе се чувствува како туѓинец ако нема свој корен. Да, ако точно. нема својата татковина на планетава Земја, на која барем ќе се сеќава ако не ја посетува и ако не живее во неа на стари години. Че ова се сериозни процеси, луѓе, јас намерно го покачувам степенот на или интензитетот на моите опомени, да понекако влијам да се отрезне македонскиот народ, да се отрезди, македонците и селеници на светот да се отрезнат, да ги заборават сите глупости и будалаштини на овие ботови на социјални мрежи за не знам вакви агенди и онакви агенди, него едноставно да слушаат внимателно кој што зборува и кој за што се бори и какви дела има за себе на македонската политичка сцена. Ако ВМРО ДПМН и нивниот лидер во официјалната терминологија, во сите сообраќања го користи терминот народот во Македонија, ако Социјалдемократскиот сојуз никогаш не споменува македонски народ, тогаш тоа ви е сигурен знак дека тие две партии не стојат на позициите на македонскиот национален стратегиски интерес. Значи, оној стратегиски интерес, национален стратегиски интерес на македонскиот народ има своја татковина. Независно од кои причини тоа го прават, тоа е многу јасен знак, не треба повеќе да се свати дека во суштина таму нема перспектива ниту македонскиот народ, ниту Македонија. Македонскиот народ... Да не кажам дека... Да, продолжите. Јас сакав да кажам дека Гоце Делчев ни остави аманет нас, македонците, да ја чуваме и браниме нашата татковина,
да биде слободна, просперитетна. Така да ние сме должни и обврзани и затоа и ќе го прославиме неговото раѓање на 4 мај. Да се подсетиме кои се нашите должности, кои се нашите обврски кон нашиот народ и нашата татковина. Затоа се надевам дека што помасовно нашиот народ во Македонија ќе земе учество на прослава на овој ден. Не само пред црквата Свети Спас, каде што е закопан Гоце Делчев, туку насекаде и вашиот повик за да се обедини нашиот народ, посебно во диаспората, и ја пружи таа поддршка на нашиот народ во Македонија, е нешто што е неопходно. Нема повеќе други излез. Озбилна работа. Многу озбилна работа и заклучувачка работа. Ретки се тие историски периоди кога можете во услови на мир да направите историски исчетор. Исто така како што се ретки историските моменти во кои што нации и народи ја губеле својата држава и татковина, исто така во услови на мир. Од неспособноста да изберете вистинско лидерство, од неспособноста да направите вистинска проценка кој може да ја води татковината Македонија со државнички маштрав, кој знае и умее да ја води татковината, кој нема комплекси во однос на меѓународната заедница, во однос на калето, во однос на амбасадите во Македонија, во однос на било кој, а кои имаат силни меѓународни контакти. Значи, внимавајте, дури во Брисел имате европратеници кои што се конзервативни, национал суверенисти и веруваат во Бога. Јас сега бев на Европскиот молитвен поедок во декември во Брисел, се сретна со 20 на европратеници и таму на масата стоеше Македонија, немаше Норд, од почит према мене и према Интегра. Знаа дека тоа навредливо за мене и за мојот народ. И тие во суштина јасна им е ситуацијата за овие екстремизми на Софија и на Атина, каде што јас нормално ги повторив. Разговарав и со еден сенатор од Шкотска, од Велс. Му ја објасни ситуацијата во Македонија, безпрекорно ја знаеше. Го поканив можеби и ќе ја посети Македонија. Се видов накратко протоколарно и со заменик генералниот секретар на НАТО Мирчеа Джоана, поразговаравме и му реков да држат отворено око на Македонија од аспект на притисоците на бугарскиот екстремизам во периодот пред нас, затоа што тоа е директно линковано со резидуите на КГБ во Бугарија и прогредирање на руското влијание во Македонија, држејќи го порозно и јужното крило на НАТО и попречувајќи го патот на Македонија во Европската унија. И таа порака е пратена. Значи, тие луѓе знаат да слушаат, знаат да промислуваат, знаат да размислуваат, но не сме имале досега дипломатија која што знаела на многу јасен, кристален, чист начин да им ја упати пораката дека без македонското во татковината Македонија ќе имаат немир на овие простори. Затоа тие мора да станат рамо до рамо партнери со македонскиот национален стратегиски интерес во Македонија, за да може сите останати народи и етнички заедници и малцински етнички групи не само во Македонија, него Балканот и во регионот да влезат во зоната на прогрес и просперитет. Само просперитетен македонски народ во својата татковина и просперитет на Македонија на Балканот е доволна гаранција за прогрес и просперитет на сите народи во Балканот и во регионот на Југоисточна Европа. И таа порака ја пратив јас и во Сенатот во Америка, и во Европарламентот во Брисел, кај сите наши меѓународни пријатели. Значи, поентата ми е дека во Македонија имате политичка сила, политичка партија, политичка платформа, програма, која што од една страна цврсто стои на македонскиот национален стратегиски интерес во Македонија, но од друга страна знае и умее како да стекне меѓународно пријателство
Значи, на моите пријатели во конзервативниот национал-суверенистички дел, кој што не им е чудо и не им е чудно ова кое што го бара и зборува Интегра за македонскиот народ во Македонија. Не им е чудно. Наши партнери во периодот пред нас ќе бидат и мора да останат десните конзервативни национал-суверенистички политички партии и идеологии во Брисел, во Вашингтон, Лондон, секаде низ Европа. Да. Ние немаме ништо заедничко со овие неолиберални, глобалистички, значи, идеологии, политички партии и тенденции. Затоа не може да земаат корен на ова тло ниту Социјалдемократскиот сојуз, ниту ВМРО-ДПМН, ниту левица, ништо што е крајно лево, левичарско, не смее да ваќа корен во Македонија, и тоа ви е влез на неолиберализмот и на глобализмот на овие простори. И ВМРО-ДПМН е навлезено длабоко во овие глобалистички води. Ние сме имали директен судар со лидерството на ВМРО-ДПМН на таа тема. Тие вела дека не смееме да контрираме на глобалистите, тие се многу моќни, не смееме да се противиме на длабоката држава, мора да ги слушаме ако сакаме да дојдеме на власт. И јас сум најголем поборник и противник на вазалски однос на било која политичка партија во Македонија. Да. Ние треба да градиме цврст, стаменит однос со вредност, доблест и интегритет. Освен интегра на политичката сцена, јас не гледам друг политички субјект кој што знае што значи вредност, доблест, интегритет, што значи македонски национален стратегиски интерес. Следете ми го вордингот, ниту една политичка партија не говори за македонски народ и за македонски национален стратегиски интерес во докторината Македонија. По вордингот ќе познаете, по зборовите ќе познаете што има во срцето. Библијата вели од преполнетото срце говори устата. Ако не можете да откриете што му е во умот и во срцето, читате ги зборовите и следете ја трагата на пораката, на мотивот, зошто се употребува таков вординг, зошто се употребува вордингот народот во Македонија наместо македонски народ. Да, страна на лидерот на ВМРО-ДПМН. Да, Значи, намерно. читайте ги зборовите, следете ги делата и положувате ја довербата во политички субјект кој што влева надеж кај вас дека може, дека знае и уме како да се престрои татковината, како да направиме ришафл на политичката сцена, како да го вратиме македонското во Македонија, како да не го загрозиме, значи, позиционирањето на меѓународен план, значи нашата меѓународна позиција, која што за жал во дадениот момент е страшно слаба, страшно ниска на меѓународен план. Македонија не е почитувана земја. Македонија едноставно не е земја со држава со авторитет на меѓународен план. Не сметаат за дно на планетава земја и сите резултати кажуваат дека сме дно. Овие две партии, Социјалдемократски сојуз и ВМРО-ДПМН, не донесува овие 30 години на дното на планетава земја. Затоа, ако сакаме ние да се извлечеме од дното како македонски народ и како татковина Македонија, мора да ги испратиме на буништето на историјата овие две политички партии кои што генерираат назадни идеологии на македонската политичка сцена и да породиме сосема нов модел, нов политички концепт, нова визија, нова идеологија во која што творечкиот потенцијал на поединецот ќе однесе Македонија во прогрес и просперитет. Срдечна благодарност за овој разговор, господине Ристовски. Господине Ристовски, да ни е честит 4 февруари, денот на Ѓорѓија Гоце Делчев, татко на нашата татковина. Се надеваме дека овој ден ќе се прослави во една пријатна и мирна атмосфера. Разговор водевме со професор доктор Љупчо Ристовски, председател на Македонска конзервативна партија Интегра од Македонија. Да ве оставам со пишаните зборови на нашиот гостин, а тие се: знаење е да знаете што да кажете, а мудрост е да знаете кога го кажете. Се надевам дека слушателите на оваа програма ве слушаа внимателно и дека вашите поуки ќе ги земат во озбилно и дека ќе се превземат мерки
мерки сега треба да се преземат. Ете, тоа е и моето мислење. Се слушаме, уште еднаш благодариме и со Господ напред. Останете со нас. Би сакала да ја пуштиме повторно песната што ја слушнавме во почетокот на емисијата, таа е следната. Еве сега вака, овдека да го поместиме во ова нешто. Еве го. Уште една реклама. Честитки за првата награда од публиката, наградата Војо Стојановски, Велас не нема, песна што ја исполни Владко Миладиновски. Од мене Силвана Павловска, програмата во фокус и нашиот почитуван гости Љупчо Ристовски, во гледање Дена Јупова. Да слушаме. И Божи благослови. Тука сме ние вечни векови, во убав Егеј беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Тука во Солун драма кавала, во Кукуш воден лична гревена, Корена Вичо грамос херојски, се игра и пее пак македонски. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Тука сме ние од пред Исуса, на своја земја македонска. Тука сме, тука остануваме, и име свето не менуваме. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Македонски песни гордо пееме.